Здраво, јас сум Зоран Иванов, левел 2, лиценциран кросфит тренер. И добродојавте во CrossFit Скопје, единствениот и првиот официјален кросфит клуб во Македонија. На ова видео ќе се запознаеме со основите на кросфитот. Верувам дека до сега помалку или повеќе сте слушнале за него, но како наша должност, значи во секаме дека треба да ги представиме основните работи, односно основните движења кои што ќе ви помогнат понатаму во вежбањата. Кросфитот си има и своја дефиниција, е константна варијација на функционални движења извршени со висок интензитет. Сето тоа во пракса е поделено на 3 серијали. Првиот серијал на движења се со чучњеви, вториот серијал на движења се со подигнувања и третиот серијал на движења се со туркања. Во ова видео ќе се запознаеме со серијалот на чучњеви. Поделено е во 3 основни категории: Air Squat, Front Squat и Back Squat. Air Squat се прави на следниот начин. Телото е во вертикална позиција, раменици, колкови и колена се во линија. Стомакот е затегнат, градите се исправени. Движењето се иницира со движење на колковите наназад и надоле. Потоа се спуштаме со тежината на петици, каде што колковите се спуштаат под врвот над колениците. Стомакот е затегнат, градите се исправени и ја задржуваме неутралната позиција на телото. Движењето назад се прати со тоа што се качуваат колковите по истиот редослед и за целото време се држи стомакот затегнат и се одржува неутралната позиција. Front squat е надоврзување на air squat, со тоа што во овој пат имаме шипка во раката. Шипката лежи на полица која што ја сочинуваат рамениците. Имаме лесен фат на шипката, лактите се паралелни со земјата, исправени, телото е во неутралната позиција, рамениците, колковите се во линија. Движењето се иницира со движење на колковите наназад, како што се спуштаме надоле, лактите остануваат паралелни со подот, се до крајната долна позиција која што е колкови од испод врвот на колениците. Качувањето нагоре е по истиот редослед, каде што повторно колениците, колковите и рамената треба да бидат во линија. Overhead squat е третото движење, каде што сега шипката ја држиме над глава. Почетна позиција за overhead squat е следната. Шипката е високо над глава во позиција на активни раменици. Активни раменици значи кога мишките се нанапред, лактите се заклучени. Со тоа што телото ни останува исправено нагоре. Раменици, колкови и коленици треба да бидат во линија. Стомакот е затегнат, градите се исправени, при што се одржува неутралната позиција. Движењето се иницира со движење на колковите наназад и надоле, при што шипката патува под централната линија на телото, се до крајната долна позиција која што е колкови испод врвот на колената. И во долната позиција рамениците се активни и шипката е над глава, лактите се заклучени. Движењето наназад се стартува со колковите и рамениците одат нагоре, при што лактите и рамениците се активни и заклучени, се до враќање во првобитната состојба. Се надам дека ви го задржавме вниманието. Доколку сте заинтересирани за повеќе информации, кликнете subscribe на нашиот YouTube канал и следете на нашиот вебсайт. Вежбај правилно, не вежбај напорно. Докажи го твојот фитнес во CrossFit Скопје.